Патот до успехот е трнлив, особено кога имате многу сопки кои што треба да ги надминете. Што е всушност она што не прави успешни и како професионалци, а и како луѓе? Веројатно за сите овие големи работи не постојат големи дефиниции. Работата е во малите мерки, во малите дози. И затоа се прашувам каде е всушност балансот меѓу големата амбиција и трчањето по не знам каков си некаков голем, признаен успех и од друга страна задоволството со она што веќе го имаме. Човекот е секогаш во вечна потрага по поголем успех, по поголема некаква си себереализација. И затоа се прашувам каде е разликата меѓу жабокречината од една страна и вистинскиот баланс. Останете со нас. Моите гости ќе раскажуваат за своите големи успеси во животот, токму преку нивните мали моменти, лични приказни и лични исповеди, за она како станувале и како паѓале во животот, за успехот и за неуспехот. За тоа зборуваме во следниот 1 час. Останете со нас. Пишувајќи за успехот и за другите животни состојби, одно имам прочитано фантастични текстови кои ми донесоа некаква животна филозофија. Таа е уредничка во Радио Равел и уредничка на Лайф магазин списанието, кое што веќе 4-та година остана доследно и верно на квалитетот. Не се изјавови под притисокот на комерцијалниот успех и ми се чини дека текстовите што ги пишува во него, иако за успех, секогаш од еден поинаков агол. Не само од она обштествена матрица на материалистички успех или некакови такви репери, туку повеќе од една животна филозофија. Силвана Бркулјан, добро дојдовте во Пулс. Добро вечер, добро ве најдов. Како сте вечерва? Супер. Ми одговара друштвото максимално. Да. А тој е еден едноставен човек со неедноставна животна приказна. Човек кој остана приземен и тогаш кога големиот успех го вивна до облаците, меѓународно признаен со својот филмски занет и човек кој што својот успех го однесе и малку подалеку од овој локал патриотскиов дискурс. Во една рецензија прочитав големиот успех на Милчо Манчевски влегува во аналите на трајното сведоштво за најдобриот македонски филм на сите времиња. Лани ова време некој ве обвинува за неуспех, а вие многу успешно им аргументиравте за своите уметнички замисли. Ви благодарам што денеска сте мој гостин и што покрај многуте обврски одвоивте време да бидете вечерва овде во Пулс. Иако во моментов е промоцијата на вашата трилогија, вечерва во кинотека и филмскиот маратон кој што веќе е во тек. Пред дождот, прашина па сенки, така. Така и ќе ги советувам гледачите да престанат да не гледаат и да одат кинотека да ги гледаат филмовите. Немојте, така ќе ви се налутам. Јас ви се заблагодарив што одвоивте време затоа што сте навистина ангажиран професионално периодов, работите моментално и на новиот ваш филм со работен наслов Како бебе. Да, течат подготовките, се работи на Како бебе, завршив еден спот, спремам изложба, мијам садови, се работи. Ова со садовите е еден од најголемите успеси, веројатно. Јас, како голем успех вечерва за Пулс, ке го сметам она што ќе имаат можност моите гледачи, односно гледачите на Алфа телевизија, премиерно и ексклузивно да го погледнат вашиот нов спот, уште пред да започне да се емитува на Сијен, за кога е планиран следниот месец во јануари, значи малку подоцна во текот на емисијата. Овде одиме со првиот снимен материјал, кратко парче анкета. Еве што велат скопјани, што за нив представува успехот? Па успех е доколку се реализиран во својата професија, односно да го работите тоа што го сакате и при тоа добро да заработувате од тоа што се однесува на професионален план, а на приватен нормално да бидете среќни и исполнети со своите најблиски, да бидат живи и здрави.
Успех. Релативна работа. За мене успехот е моето семејство, моите внуци и сето тоа што сум постигнала во животниот век. Успех. Како да кажам, да се изразам, успех во животот, да успееш да завршиш школа, да завршиш факултет, да се ожениш, децата да просперираат, ете тоа е едноставно успех. А успехот за мене лично представува престигнување на еден цел. Па, например, прва е жена, а друга е бизнесот. А потоа фамилија и такви работи. Успехот е лепеза на прашање. Но меѓутоа во секој случај зависи од возраста на човекот. Ако е помлад, сигурно дека сака да се вработи, да биде интелектуалец, да има успешна работа, да биде успешен бизнисмен и така. Повозрастните имаат други проктеви во тој дел. Успехот многу релативна категорија, а во секој случај многу апсолутна. Успех е некогаш и не знам, да успеете да најдете работа, некогаш ќе бидете среќен во животот. Ако или да имате среќен брак, може и тоа да е успех. Успехот ме најдовте од некако небрано. Ете го најдовме човекот во небрано, не баравме дефиниции, баравме само чисто нивни размислувања за тоа како тие си го доживуваат успехот. Силана, за вас што представува успехот? Веројатно не сте вие во небрано сега на почетокот на емисијата. Се надевам не. Па јас на успехот гледам всушност како едно секојдневно действие. Лично за мене успех е доколку во текот на денот успеам да ги завршам своите професионални обврски, да обезбедам квалитетно време поминато со своите деца и на крајот најголем успех е доколку во тој ден успеам да одвојам извесен период кој што би го посветила лично на себе. Значи да прочитам книга некоја или да видам филм по собствен избор, а не некој друг што ми го... Значи оската е повторно околу себе си, веројатно ако добро ве разбрав, па и не е толку важно човек да е успешен, колку што е важно да е задоволен на крајот на денот. Да, затоа што јас сакам навечер да си речам ова беше успешен ден. Верувам дека е така. Милчо, не правите деловни, а особено некреативни компромиси. Колку е тешко да се изодува патот до успехот без милион компромиси кои што треба да се направат? Па зависи од кај ќе тргнете. Од каде тргнавте? Ако тргнеш од позиција дека компромисот уопште не е дел од сликата, не е ставен на маса, значи не калкулираш со компромисот, тогаш не го правиш и многу е лесно да не го направиш. Ако тргнеш со тоа дека е можно да го правиш, па можда и ќе треба, па и сега ќе направам, утре нема да направам, си тргнал по лизгав пат. И после станува тоа лавина, еден компромис води кон поголем, па тој води кон уште поголем и онда имаш као Кейн, во Граѓанин Кейн, почнува идеалистички, завршува искомпромитирано. Верувате дека тоа нема да ви се случи до крајот на вашата професионална кариера? Се надевам дека нема. Пола поминав, не ми се случи. Човек полесно поголема е веројатноста да направи компромис кога мисли дека има повеќе да ќари. Така. Ја у моментов не гледам дека имам нешто многу да ќарам од надворешниот свет. Оно што имам да го ќарам или да го постигнам со други зборови, мислам дека главно зависи од мене, дека ми е внатре. Така да компромисот со себе ќе морам да го правам. Така, да, компромисот со себе. Иако и тој не е едноставен. Тој е потежок. Потежок, најтежок. Какво е бремето на една успешна жена? Може да биде и големо и мало, во зависност од тоа како ги гледате работите и како вие живеете со компромисот што самите со себе си го направиле. Вистина е дека во мојот професионален живот можеби сум одбила некои состојби, некои договори кои што исклучително добро би стоеле во моето CV, да речеме. Меѓутоа, секогаш сум морала пред себе да ги ставам приоритетите, како жена. Добро, а тие кои беа? Па да речеме семејството, да ги речам пред се собствените деца кои што се мали, па не можеа тогаш да се преселуваат и да доживуваат некои такви премени на живење од една држава во друга држава. Да речеме, децата се всушност оној првиот приоритет што беше поставен пред мене. Времето на една жена е многу поголемо во смисла да постигнете успех, а тоа да ви го прифатат како некое делување. Добро.
Јас не работам по канцеларија од 100 квадрати. Јас немам некоја лудо ауто. Меѓутоа, во моите последни 15 години станот ми беше обиен, автомобилот 4 пати беше демолиран, гумите нон-стоп ми ги бушеа. Минатата година ми подметна и некоја пачетка еднина со запалива материја, па ми отиде пола од вратата на станот. Јас не сум политички новинар. Добро, интересен одговор.